Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Премиерот Кристијан Мицкоски во своето обраќање на 20-тиот Европски самит во Салцбург порача: државата ни е блокирана од нерационален и билатерален спор. Ако преспанскиот договор е ремек дело на европската дипломатија, зошто ова ремек дело не го повториме за изнаоѓање на конечно, трајно и одржливо решение за вештачкиот спор со Бугарија и да ги внесеме во Уставот, никој не гарантира дека тоа е последен услов што ќе го побараат. Бугарија досега не спровела и испочитувала вкупно 14 пресуди од Европскиот суд за човекови права за македонците, а бара днес на бугарите во македонскиот устав, што според него покажува отсуство на волја за приближување на работите. Премиерот Мицкоски во обраќање пред Европскиот самит посветен на Европската Унија рече дека за спорот со источниот сосед се бара конструктивно и прифатливо решение за сите, без уцени и условувања. Дали со пресликувањето на преспанскиот договор ќе имаме конечно решение со вметнување на бугарите во Уставот? Тоа на што ве прашуваме во денешно издание на Црвена линија, секако ве прашуваме и време ли е за решение без уцени и условувања. Ова прашање е поставено на Instagram Story, што значи ако не следите на Instagram, заследете не веднаш и земете активно учество во денешната анкета. Имате две опции за одговор: да, не. Кликнете на вашиот одговор. Ќе пресметаме, а резултатите во проценти ќе ги соопштиме, се разбира, некаде пред рекламите. Во продолжение ве подсетуваме за активно учество во Црвена линија. Секако го вртите добро познатиот телефонски број 02307005. Задолжително и целосно се намалува тонот на телевизорот, односно ТВ приемникот, бидејќи доколку не го сторите тоа, ќе се појават технички проблеми. Времето 90 секунди наменето за изложување на вашиот став ќе биде потрошено на тоа дали сте вие во програма и дали некој друг наместо вас зборува. Затоа се разбира тој технички дел, ве молам, имајте го секогаш во предвид. И секако не заборавајте дека можете активно учество во Црвена линија да земете и преку коментари и секако споделувања. Сето тоа доколку не следите на Facebook, профилот е Црвена линија и профилот на Телма телевизија на Facebook. Добар ден за првиот гледач, а можеби и гледачка. Ало. Добар ден, секој е добро во Црвена линија сте. Добар ден, еве се воламе од југот, од Богданци. Поздрав до богданчани кои што не следат во моментот, па еве, кој ќе биде вашиот одговор? Дали со пресликувањето на преспанскиот договор ќе имаме конечно решение со вметнување на бугарите во Уставот? Вака да ви кажам, јас сум пензионер, пратам сите телевизии наши не ги пратам, све се вртиме во круг. Вака ќе кажам јас. Ако еднаш во куќа ти влезе поп и осветлува вода, тоа е завршена работа. Ние се пресликавме, се сликавме и се сликавме. Представата е 33 години иста, само глумците се различни. Ме разбирате што сакам да ви кажам? И ве слушаме. Да, е така. Значи тоа е мојот став. Дали ќе се пресликаме, ние сме оддамна сликани. Нас не може ни Свети Петар веќе да не оправи, ме разбирате? Жално и грозно е што оваа македонски народ не се разбуди на време. Сега веќе е касно за се. Европска Унија, ние сме далеко од се. Ме разбирате? А не ли ви се чини дека е време за решение без уцени и условување? Тешко тоа. Тешко. Нема шанса тоа. Спазете сега уште еден меч има други. Не оценуваат бугарите, така? Не оценуваат грците, така? Сега ќе дојде ред и на албанците. Тие ќе влезат. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија, што ги споделивте вашите размислувања со гледачите на истата и не заборавајте, останете со нас. Добар ден. Добар ден. Се јавам од Скопје. Од Скопје малку повеќе погласно да зборуваме, подобро да ве слушнеме. Важи, во ред, дали сега подобро се слушаме? Подобро е, и еве, дали со пресликување на преспанскиот договор ќе имаме конечно решение за вметнување на бугарите во Уставот? Мислам дека треба да се внесат бугарите во Уставот, затоа што веќе цела младина замина,
ќе останат само пензионерите тука и мислам дека тоа е веќе решено сега. Дали ќе биде за една година или за две, што побрзо влезат бугарите во уставот, толку подобро за младите што ќе останат тука, затоа што ни избега цела младина. А Иве, време ли е за решение без уцени и условувања? Што мислите? Па уцени и уценувања, тоа е веќе решено. Значи Европска унија решила дека треба да се внесат бугарите и сега дали ќе биде порано или покасно, тоа мора да се реши. Дали е тоа себе дека имате се уште Да. време? Добро, Да, куси, тоа е тоа. но јасни и секако станете со нас за да слушнете што допрва на што допрва ќе укажуваат гледачите. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Поздрав и до вас за емисијата. Па еве дали со пресликување на Преспанскиот договор ќе имаме конечно решение за вметнување на бугарите во уставот? Да, нормално така ќе биде. Сега што даден предавнички договор, кој што беше Преспанскиот, за неколку години стана ремек дело и брилијантен. Па така мислам дека и овај договор, кој што е утена, за неколку години ќе стане одлична можност и решение на спорот. Сега, со Бугарија ние имаме две различни гледишта. Според пописот, во Македонија има 3500 бугари, а според бугарските документи има 150.000 бугари, кои што побарале паспорт и само се представиле дека се бугари и нивните семејства, родители и покојните, сите ги направиле бугари. И сега како ќе го решиме ние спорот? Ние кажуваме имаме 3500 според попис, меродавен, достоен, признат, а тие вика не, ние имаме 150.000. Тука малце е огромен проблем, кој што ние мислиме дека нешто индивидуално ако направиме, тоа не понесува колективна некоја одговорност. Еве ви се чини ли дека е време за решение без уцени и условувања? Па нема уцени и условувања, значи тоа е разликата. Ние кажуваме имаме 3500, тие кажуваат ние имаме 150.000. Која е вистина сега? Според нас, вистината е со 3500, според нив вистината е со 150.000. Со оглед на времето, поздрав и пријатно. Така, благодарам секако што вашето време го искористивте за ваши одговори во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Поздрав од телевизија Телва. Благодарам многу. Јас сум на линија. Да, благодарам многу, Вилиме, за убавите зборови. Поздравите. Добро, слава многу. Би кажал сега јас едно. Не Преспанскиот договор да е пресликан, сега бугарскиот е увеличен. Слабо се слушаме. Одлично ве слушаме. Така, сега бугарскиот договор е увеличен. Значи со Преспанскиот договор јас изгубив, како да кажам, Македонија, како мислам од Александар на Македонија. Сега ќе изгубиме средновековна Македонија. Значи античка Македонија изгубиме. Сега ако сакаме да влеземе во уставот, ние сакали или не, само може да влеземе со, мислам со Европска унија, сакаме да само единствено може да влеземе после како да сме создадена нова држава после 45-та. Ова мора да го прифатиме, сакале или не. Бидејќи тоа некој го пред нас е потпишал. Сега слушам фон дер Лајн кажа дека мора ние да ги влеземе бугарите во уставот. Значи што мора, значи некој мора вика вие сте со тоа согласиле. Значи некој се согласил да ние влеземе како не македонци. Значи ние веќе не сме македонци, Македонија изгубе ова да ни биде јасно. Ајде, време ли е за решение без уцени и условувања? Ама веќе Тина, јас се извинувам, ова е веќе решено. Што ме некој потпишал? Некој потпишал, значи тоа е решено. Молам? Ве слушаме. Значи тоа е веќе решено, значи со Македонија ќе завршува. Знаеш тоа ќе биде, знаеш како сега ќе биде? Немам време да се искажам. Значи како што србите се надева Така, благодарам многу за вашите 90 секунди. Секако ве охрабрувам доколку сакате нови, можете додека траеме да го завртите повторно телефонскиот број 023070005. Секако станете со нас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до Се вас. најубаво. Се најубаво. И од мене голем поздрав. Вака сега. Размислете, македонски народе, дека ние ќе бидеме во корист доколку ги вметнат бугарите во Македонија.
како македонски жители. Затоа што сите што имат бугарски пасоши со цели фамилии, кој ќе Македонија влезе во Европска Унија, сите ќе ги фрлат бугарските пасоши и ќе се извадат нови македонски пасоши. Народе, радувајте се да ги стават. Тие ќе бидат не 150.000, него може и 150 души дали ќе бидат бугари, затоа што сите што се ојдени со бугарски пасоши, кој ќе влезе Македонија, уште еднаш се повторува, кој ќе влезе Македонија во Европска Унија, ќе ги вратат и ќе ги фрлат бугарските пасоши, ќе се извадат македонски и Македонија горда ќе биде. Се најубаво. Се најубаво и вам и големо благодарам за вашето активно учество во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, време ли е за решение без уцени условување? Ма нема потреба да се брза, како што каза претходничката. Она заборава дека тие луѓе имаат и македонски пасоши. Така не знам што ќе вадат повторно кога веќе имаат пасош, ама подпишале дека се бугари по род и по накото. Знаете, ние забораваме дека со нашите постапки вадење бугарски пасоши ги подкрепуваме сите бугарски тези. А тоа е дека после 45-ов дека е направен чистка едно 100.000 бугари. Ние отидоме во Софија, однесоме 100.000 изјави дека сме бугари по потекло и ми ја потврдиле тезата дека стварно од 45-та комунистите дека направиле чистка на се што било пробугарско. Тоа е едната работа. Втората работа, како што ни работава, ние по полека сите стануваме бугари. Така да нема потреба уопште да се брзаме. Третата работа. Еве Маријан Ѓорчев, кога го гледате во неговите изјави, сега објавуваат дека државата, ако не се сложи Бугарија со овој предлогов за одложено ставање на бугарите во уставот, може да побара прекин на преговорите и раскин согласно тој член 13 од договорот. Зошто не го направат тоа? Ете, Бугарија вика, ма како то преко ние нема ништо со тоа разговарате. Не се слагаме, ајде нека го раскинат договорот. Еве имаат право по договорот, има член во договорот. Нека преземат мерки ако може. Ама ние сме трнати на таа страна. Пола влада има бугарски пасоши, бугарски фирми, овдека се маваме угради. Со за Грчева овдека е советник во Македонија. Благодарам многу за вашите одговори. Подсетувам, внимавајте на тајмерот 90 секунди од бројува. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Сакале, не сакале, ни било мило или драго, не е битно како, или не драго, мораме да прифатиме тоа дека сме да прифатиме дека имаме речи го бугари, да ги прифатиме бугарите во уставот. Бугарите и понатаму си работат на истиот случај, веќе се намножија, не се само 3500, 3500 се по пописот. Сега е добро, каже еден 150.000. Така стана и македонците во Мала Преспа. Така стана да има бугари и таму. Значи, истиот текст ќе биде и тука, ништо нема поразлично да биде. Тоа треба да ни е јасно. Значи, во Мала Преспа, ко се појавија бугари преку 7 брда и мора, шо велат србите, шо останат за кај нас, кои шо граничиме со Бугарија. Можат комотно да речат сите сме бугари. И навистина ќе биде. И без разлика, та ги вратиле пасошите тане на покојните дедовци и баби, па не може да му ги вратат државјанството бугарски. Така да џабе е сето тоа. Најдобро е да ги прифатиме бугарите во уставот и тука е работата да тргнеме некако напред, ако е еден услов само. А ќе имаме и други услови. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Уште една напомена, внимавајте на тајмерот. А сега малку ќе ве префрлам онаму каде што и твитирџи преку коментари одговараат на некој начин на нашите денешни прашања. Ќе почнеме со твитот на Драгстор, кој што напишал: Преспанскиот договор е ремек дело. Masterpiece. What a time to be alive. Во превод, ремек дело. Во какво време е да се живее. А ние ве
спрашуваме дали со пресликувањето на Преспанскиот договор ќе имаме конечно решение за вметнување на бугарите во Уставот и дали ви се чини дека е време за решение без уцени и секако условување. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија сте. Поздрав за целата екипа на телевизија Телма. Благодарам. И би сакал да кажам дека веќе доцниме со оваа одлука. Кога сите зборувавме дека треба да го подпишеме, Мицкоски не лажеше дека ќе го врати и ќе го препреговара Преспанскиот договор. А сега му е добар. Јас да ви кажам лично гласав за ВМРО само ради тоа дека велеше ќе го преиначи Преспанскиот договор. А испадна дека било лага. И сега на следното гласање ја нема да гласам за ВМРО. Затоа што испаднавме лажговци. Не преварија луѓето. А мислам дека е веќе сега вчера требаше да го подпишеме договорот со Бугарија. Ви се чини ли дека е време за решение без уцени и условување? Апсолутно, нема што да се чека, ви велам. Требаше вчера да го подпишеме тоа и да со никакви нема ни дима, тоа е решено веќе. Нема ни дима ни уцени, ни прецени, ни зацени. Апсолутно треба да го поддржиме за да можеме да си ги бркаме сите работи. Имате уште некои 17 секунди? Тоа е се? Тоа е се, немам што да кажам. Поздрав. Така, доволно кажавте, секако земавте активно учество во црвена линија и големо благодарам за истото, секако останете со нас. Добар ден. Добар ден, само повторно да се искажам. Секако повелете. Само се објаснување. Што кажа господјата, дека македонците ќе ги вратат македонците имаат пасоши. Бугарските пасоши не може да ги вратат. Сега, тие што се напечална, тие се запишени како бугари, не се запишени како македонци. Никој да не лаже. Тие се запише, например, тие што во Германија, тие се во... Како ќе ги остават бугарските пасоши, кој ќе им даде после македонски дозволи? Ајде, например, работна виза, кој ќе го даде после македонски, кога тој има бугарска? Ова е веќе завршна работа. Може само да може да се следиме работа во Македонија. Иначе тоа тамо никој да не лаже, ќе земе со македонските пасоши, германците ќе им направи или тоа што кари ќе направи друга виза. Ова е завршна работа. Ова никој не. Само уште еднаш повторам. Ако може барем што е многу јак удар од јаке, но да може да се уплаши на некој начин. Иначе Македонија веќе отида. Кажам, со Македонија заврши, само ние уште се надеваме дека сме ние македонци ќе ни примат во Европска. Па каде пишува дека сме ние македонци? Ќе ни вратат македонски пасоши. Па ние прво немаме македонски пасоши. Прво, јас не сум македонец и не си македонка. Значи да, јас се нарекувам македонец, ама тоа веќе поминало. Некој нашата судбина ја решил порано. Со нас завршил некој пред себе. Јас молам Бога, дај Боже, нека не примат во Европска. Не сум против. И мислам дека никој не е во Македонија против Европска да не примат. Но не може да не примат. Значи само не лажат. Што најсте мајта пига. Сега дојде Фондерлај. Па беше тука и мен. Благодарам многу и вам за повторното јавување. Уште еден твит му припаѓа на Јордан Петровски кој што напишал: пораката е, ако Преспа е брилијантно решение, зошто не се употреби повторно? Значи, Европската Унија признава дека Преспа не е воопшто брилијантно решение, туку е решение на купени политичари кои преговараа во името на Република Македонија и македонците и кое решение ќе биде кога тогаш отфрлено. Дали со пресликувањето на Преспанскиот договор ќе имаме конечно решение со вметнување на бугарите во Уставот? Добар ден. Тина, убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Госпожа Тина, да ви нешто кажа. Овие договори се пропаднати, тие договори не се изгласани по пат на референдум на држава Македонија. Македонија, додека нема изберено, вие морате како граѓанин на Македонија, и јас сум граѓанин на Македонија, ако сум надвор, мора минат на референдум. А референдумите не успеа. Тоа ги подпишува криминалци. Ние знаеме кои криминалци. После да ви нешто кажа, мојот татко е учител бил. Бугарите не може да добијат
од бугарите, ма свашто му праве, му дава работа, ама не отиде. Тоа се луѓе воопште невоспитани, немаат култура. Јас сам роден во едно село до граница на Бугарија. Мојата бабка беше на пола и затоа ви кажувам, гледи, тие луѓето што живеат во Бугарија, не се христи, но се луѓе кои им прават тие, што им прават невоспитани се, како на нас тука што ни правеа. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Добар ден. Поштовање госпожа Тина. Голем поздрав и до вас. Поздрав до сите слушатели, гледачи, сите аналитичари, сите политичари станавне. Последниот најово кажа, треба референдум да се направи, да знаеме Македонија на што е. Дали преспанскиот го прифаќаме не, а ако не го прифаќаме, бриши го. Дали тој францускиот устав што ни наметна, бришите. Мора да се направи референдум. Знаеме на каков начин е дојдено подпишена таа предавничка влада. Ајде ви се чини ли дека со пресликување на Преспанскиот договор ќе имаме конечно решение со вметнување на решение, бугарите? никој пат нема да не примат во Европа дека не се ги средиме ние домашните работи. Значи мора да се направи референдум, да знаеме на што сме. Вака ништо не прави, ми мора името да се врати. Па доста не лажеше Мицковски и ВМРО името. Дајте бре луѓе референдум и да се знае кој за кого е. И јасно ќе ни биде и после ќе одиме напред и тие проблеми домашни да се ги средиме. Фон дер Лајен дојде, ја нагостивне, ручевне, ајде пријатно. Утре ќе дојде четврт, само ќе ги примаме ли? Некако го смени ставот Мицковски, од кога отиде во Австрија, некако друг ще е кога се врати во Македонија. Значи мора референдум да запиши. Ако не, ништо не биде од нашава Македонија. Само вака ќе се избориме и ништо повеќе. Биди поздравена, све најдобро. Бидете поздравени и вие, се најдобро секако, но останете со Црвена линија. Ево уште еден твит. Вели, кога беа опозиција свиреа и урлаа, кога Урсула држеше говор во собрание. Денеска кога се на власт, ништо не им пречи. Преспанскиот договор е реалност. Горди на пречека и се сликаат со незе, ги испоганивте буквите ВМРО ДПМНЕ. Ние ве прашуваме дали со пресликувањето на Преспанскиот договор ќе имаме конечно решение со вметнување на бугарите во Уставот. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. И со пресликување на Преспанскиот договор, Македонија пак нема да влезе во Европската унија. Они не лажат нас како малите деца у градинката. Дали ќе бидеш добар, ако бидеш добар ќе ти даеме лижавче. Ако не бидеш добар, нема да ти дадеме лижавче. Они си играат мајтап со нас. Никоја држава толку не е уценувана како Македонија. Не е само уставните промени. Работата и други работи после ќе почнат да тражат да се сменат. Ако се само уставните промени за да се внесат бугарите во уставо, добро. Ама работата е што и други работи ќе почнат да тражат натака. Само Македонија да не влезе во Европската унија, они ќе поставуваат многу услови. А наш народ се лаже дека ќе улезе во Европската унија, дека со промена на уставните промени. Тоа е само чиста лажа и ништо друго. Фон дер Лајен доаѓа тука како да си прави визита од куќа на куќа, од држава на држава и само лаже тука и лаже го народо дека ќе улезе во Европската унија. Ние во Европската унија Ќе подсетам, немавајте таймерот е 90 секунди. Благодарам за учеството во Црвена линија. Зоран Иванов го има напишано следното на Твитер, односно на X.
Мицкоски, Преспанскиот договор е ремек дело на дипломатијата, нешто брилијантно, гласачите. Аман бе, значи сега и ние фироманите станавме севирџани, па нели никогаш северна. Дали со присликувањето на Преспанскиот договор ќе имаме конечно решение со вметнување на бугарите во Уставот? Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Овака, господин Мицкоски треба, пошто ние преговараме со Европска заедница, не со Бугарија. Он треба на европејците да им каже, значи, ние со вас преговараме и вие да гарантирате дека нема да има ново вето. Сега, овдека за мене ми се чини дека господин Мицкоски не е спремен, не е подготвен да го реши ова прашање. Ако реши, одна во главата негова сигурно има ставено на некој чоше дека овој проблем ќе го решам вака, или нема да го решам никако. Една за секогаш нека ни каже дека нова прашање во рок од 3 месеца ќе добие епилог и ќе биде позитивно, негативно, значи ние да знаеме на која страна сме. А иначе дека Преспанскиот договор е брилијантен или не, меѓутоа сите договори кои што се носат на маса, секако сите договори во светот, не овдека еднакво. Значи, се решава со консензус и едните и другите попушат, некој повеќе губи, некој помалку губи и ми се чини дека секој договор е брилијантен затоа што се дошло до некакво решение. А нашиот господин председател на владата господин Мицкоски нека не се прави недоветен, нека го реши проблемот кај него е, во негови раце. Или ќе одиме во Европска заедница, или ќе одиме во Неврат, ќе одиме во Тунгузија. А тоа не сакаме никој, бидејќи тој, ако е до мене, ја ќе го решам, меѓутоа е до него. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Уште еден твит низ фотографија Едмон напишал: пошто сите сме согласни дека Преспанскиот е ремек дело. А ние во црвена линија прашуваме дали со пресликување на Преспанскиот договор ќе имаме конечно решение за вметнување на бугарите во Уставот. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Преспанскиот договор брилјантен е. Јас се повикувам на кој народ излезе на гласање на референдум. Излего албанците и сите други малцински и дел од предавниците македонски. И тој договор не може да биде валиден. Плюс то, во собрание извадува затвореници и вика, или ќе скапуваш во затвор или вам дојди дигни рака. И то не е валидно. Сега Мицкоски не треба со ова соопште да разговара, нити со бугарите да се прекинат договорите. Тогаш ќе не примат во Европска унија. Да се свика референдум, цел народ да изгласа се и се што треба за Европска унија, што се слагаме, што не се слагаме. Па ќе видиме дали ќе не примите Европска унија или не. Оно што личи да игра тие мајтапсо на цело време. И ова дојде, тоа што не одговара го прескака, а тоа што одговара го кажува. Како не се срами ти таа зашто дојде тука? Ама, овие предавниците наши тоа го прават. Мицкоски нема што да одлучува. Народ има тука. Народот цел има да стани, ај нека предложи Мицкоски нешто, па нека му... Терсене на Твитер го напишал следното: за заклетва ќе даваат на Преспански со вкрстени пенкала. А дали со пресликување на Преспанскиот договор ќе имаме конечно решение за вметнување на бугарите во Уставот? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Поздрав Тина од Кичево. Поздрав до Кичевчани. Петрески Николше, по сите телевизии сте вас. Евака, јас ќе кажа моето мислење. Јас мислам дека во однос на дали е можно пресликување на Преспанскиот договор да се постигне конечно решение, има решение за Бугарија. А моето решение јас ќе го предложам, ќе биде многу јасно. А овој договор кој е подпишан од страна на Македонија, Бугарија, Грција и Европската заедница, никој не може да пониши. Може секој да каже што сака, да лажи и да ветува. Значи, она што се подпишало, тоа треба да се почитува. А да се најде начин да се реши овој проблем, мојата порака е
до владата, како Николше Петрејски од Кичево, редовен слушател и гледач и сите коментари, и како македонец да се гордеам и јас и сите. Одмah ќе донесам одлука, а одлуката е таа што мојата порака до владата ќе биде да го отвори уставот, со тоа што во уставот да вметне дека Македонија е на македонскиот народ и сите граѓани кои живеат во Македонија да бидат со еднакви права. Тогаш нема да бидат никој, значи, омаложувани од албанците, од турците, од србите, од ромите, од бугарите и сите други. Затоа што сите знаеме, ние овде има и бугари, и во влада, и советници, и се. Само на начин и решение, мислам дека ти... Ајс ти прашува на платформата X, некогашен Твитер, вели, за брилијантно ремек дело колку се лежи во затвор. Црвена линија прашува и време ли е за решение без уцени и условувања? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Благодарам. Еве, пример, ако сме ние бугари, како што велат бугариве, зошто 1941 година застанале од страна на фашистичка Италија и Бугарија, влегле во Македонија и има над 20.000 жртви македонци убиени од Бугарија. Дали има во светот досега такви примери да држава собствениот народ си го стреља и ништи? Понатаму огромна е грешка и Европската унија не е во право. Имено 14 пресуди од Страсбург решили во корист на македонците во Бугарија, ЕУ не ги решава. Што значи дека Европската унија не е вред. Јас пред 5-6 години, поштено да ви кажам, еднаш рекол вака, бев примен на локалност, дека спрема постапките ЕУ е фашистичка организација, а НАТО терористичко-фашистичка спрема она што го покажува. Ајде кажете ми, ви се чини ли сега со пресликување на Преспанскиот договор дека ќе имаме конечно решение за вметнување на бугарите во устав? Никако. Затоа што бугарите се подржувани од страна на ЕУ, Франција, Германија, некои други, и Англија, Холандија, и тие ќе почнат да бараат други. Така, подсетување 90 секунди е тајмерот за едно јавување. Благодарам вам за одговорите во Црвена линија. Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав голем до вас. Повелете. Според мене Македонија не може да влезе во Европа без да влезат Србија, Косово, Босна, Црна Гора и така натак. Инаку, противењето на денешните македонци за влез во уставот произлегува од недоречената историја произлезена од југословенската македонска историја, да не речам од удбарската доктрина за македонската историја. Јас ќе ви кажам само една работа. Водачот на ВМРО ТПМН, татарче, постивачот, тој во 52 година во Титово време е избркан од Македонија, другите се убивани. Тој својот имот во Ресен го подарил на бугарската држава, не му го подарил на Тито. Се извинувам, а еве според вас дали со пресликување на Преспанскиот договор ќе имаме конечно решение? Не може да се преслика заради тоа што не е истата работа. Не може да се преслика. Вистината за Македонија произлегува од историографијата југословенска, која што е голема лага. Зашто не кажуваат дека четите на ВМРО се бореле на страната на бугарската армија во Балканските војни и Првата светска војна. А во Втората светска војна бугарската армија влезе не во Македонија. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Буквата на X платформа го има напишано следново. Ремек дело беше, бидејќи беше во корист на Грција. Па затоа ги прашува зошто да не се користи како модел во полза за нас во спорот со Бугарија. Па дали еве со пресликување на Преспанскиот договор ќе имаме конечно решение за вметнување на бугарите во уставот. Добар ден.
Добар ден. Ве слушаме, повелете. Не знам колку ќе биде тоа успешно, а и да биде успешно, мислам дека нема да биде многу ефективно, од причина што тие како нација не сакаат нас. Нема да престане сето тоа и после таков договор, исто и со грците. Не се променија тие некои суштински меѓучовечни односи, што според мене е најбитно и побитно од се друго. Втора работа е тоа што не знам што толку ние како македонци сме запнале за таа Европска унија, што ни се чини дека кој знае што ќе ни процвета во државата. Имаме докази од Хрватска и од Грција и од Бугарија дека не е така совршено. А трета работа, според моето мислење, е тоа дека Македонија од ден на ден пропаѓа, тоне. Ако постои дно, мислам дека и дното го имаме пробијано. Денес имав многу лоши искуства со здравство и така натаму. Мислам дека со вакво однесување, со ваква несовесно, со немање емпатија, не во Европска унија, кај сакаат нека не примаат, нема да не биде никогаш. Од причина што ние самите со себе не си се поддржуваме, не си се цениме, брат со брат се тепа, кара и се мрази, а другите нации, наместо да земеме од нив пример, да се држиме силно и цврсто братски, да застанеме со свој збор цврсто, мислам дека тогаш тешко ќе ни се спротивстава. Така што договор дали ќе има или ќе нема, ништо нема да се смени според мене. Така, благодарам многу за одговорите во црвена линија. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден, но се осано не доискажам. Секако повелете. Видите вака, како прво, ова со бугарите и со грците што го имавме договорот. Това се две различни работи. Нема шанса тоа едното и другото. Со грците ние постигнавме некој компромис. Имавме и на наша страна некои работи, имаше и на нивна страна попушти, а тие попуштивме ние, стигнавме до името и готово, тачка. Се заврши песната, постигнавме пријателство меѓу двете држави. Ова со бугарите е нешто друго. Иначе Христо Татарчев на овој претходниот, да му речам предходниот, беше од 41 до 43 година во Македонија. Дојде тука, сакаше да си умри во Македонија, во Ресен, кај што бил роден некогаш. Арнама, ко почина царо, ко умре царо на бугарскиот цар Борис, тој одмah ги запали патиките и назад по Бугарија. А иначе тој е најголемиот кривец за ова бугарофилство и за сите работи. Таа партија која што тој е основа не беше ништо друго него една бугарофилска партија, која што, се завлечка народо по неја, мислеше дека таа партија ќе му донеси некој нешто. Кој народ? Градскиот народ, селскиот народ ниту знаеше што се случува во градовите. Тие носеа опинци од... Благодарам за повторното вклучување во црвена линија. Казаков го има напишано следното. Колку е лесно да се манипулира во Македонија со народ. Мицкоски рече, бидејќи е ремек дел преспанскиот на Европска унија, во заграда иронично, зашто истиот начин да не се направи со Бугарија. Ама бидејќи не е за тоа и бугарите не сакаат. Инаку треба да се санкционира вадење од контекст на изјави од медиум. А на црвена линија денес прашуваме дали со пресликување на преспанскиот договор ќе имаме конечно решение со вметнување на бугарите во уставот. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Секако даваме предност на гледачите кои што во живо ќе се вклучат преку вртење на телефонскиот број 02307-005. И секако ве подсетувам дека на Instagram Story се уште е активна анкетата. Наскоро ќе има можност да се соопштати резултатите некаде пред рекламите, пресметани во проценти. Секако тоа прашање го поставуваме и до гледачите. Тоа е време ли е за решение без уцени и условување? Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Дали е време за решение без уцени и условување? Јас сум во програма. Да, и ве прашуваме. Па мислам дека овој достоен македонски народ не треба повеќе да витка кичма пред никој ден фашистички уценувач кон наша Македонија. Ова е безобразен, јавен фашизам. Да секогаш се уценува нашиот македонски библиски добродушен народ кој ги признава сите во Македонија како малцинства, како народ им дава максимални права, а фактички
пошто Грција и Бугарија се членки на Европска унија, значи фактички на територија на ЕУ има фашизам. Македонски, А ви се чини ли албански... дека со пресликувањеве на Преспанскиот договор ќе има конечно решение за ставање на бугарите во устав? Нема да има конечно решение, туку ќе имаме нон-стоп уценувања, а најголем проблем се тие од СДС кои се безкичмени. Тие секогаш се нудат на сите душмани на Македонија како недостојни жени, ходат со сите мажи, такви се тие од СДС и се нудат на сите фашисти. И сами имела, тука сме ние, што ви треба, тука сме ние, да смениме име, знаме, геноцид да правиме врз македонци, тука сме ние. И таа е слаба точка наша македонска, пошто тие СДС секогаш го рушиле нашиот македонски одбранбен блок. Тие се најголем проблем. Сега им е мило ова Форден лайн, а Мицкоски го мразат. Значи, својот македонец го мразат, го напајджат, а ова фашизоидна ја бранат, ја воздигнува и се покорува незек. Благодарам многу за одговорите. Уште нешто напишано на X платформата од НОП 2.0. И јас велам дека само Герника на Пикасо е поубаво ремек дел од Преспанскиот споразум. Во заграда се зеза. Но не се шагуваме кога ве прашуваме во црвена линија дали со пресликувањето на Преспанскиот договор ви се чини дека ќе имаме конечно решение за вметнување на бугарите во Уставот. Добар ден. Ало, дали се слушаме? Да, повелете. Се слушаме? Да, повелете. Вака се нема да ти дозволат овие од Европа ние што сакаме. Затоа што тие имаат заговор против Македонија да го уништат македонскиот народ со помош на внатрешни политичари и предавници кои ги купуваат со пари. Тоа беа СДС, сите договори, промена на знаме и така натака, историската комисија, све беа финти што го лажеа народот за менување на македонскиот идентитет, дека оваа нација постои од 45-та и дека да го бугаризираат македонскиот народ со крајна цел поделба на голема Бугарија, голема Албанија. Але освестите се дека ве лажат. Тие политичари и предавници од СДС се напунија со пари за тие предавства, а го лажеа народот, дај ќе смениме име, дај ова, дај она, потпишаа штетни договори, од кои што враќање назад нема. Сега доаѓа оваа Урсула, како ја викаат, нацистава, значи доаѓа да ги уценува наши, ако сакате да ви даде. Се активираше црвената линија. Јас ве замолувам, колку и да сте и гневни, и револтирани, имајте на ум дека се може да кажете, освен зборови кои што се навредливи и кои што алудираат на омраза и насилство. Така да внимавајте само на изборот и употребата на зборовите. Ева уште еден интересен коментар на Кото тамо пева од X платформата, вели дали предложи исто такво ремек дело и со бугарите. Дали тоа ремек дело ДПМН целосно го прифаќа? Дали го прифаќа договорот за добрососедство со Бугарија, од каде се извлечени протоколите за отварање на поглавја во преговорите со Европската Унија? Па еве дали пресликувањето на Преспанскиот договор според вас ќе даде конечно решение со вметнување на бугарите во Уставот? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, повелете, ве слушаме. Поздрав до тебе, се слушнеме го црвена линија. Драго ми е. Како ова црвенава линија алармот не се вклучи пред два гледачи која го пљукаше ВМРО македонско еден гледач? Значи, да му објаснам, Татарчев ВМРО која го формира, после една година на истото ВМРО се приклучи Гоце Делчев. И да не ги меша ВМРО-ското, врховистичкото бугарско ВМРО, кое беше формирано за да го уништи ова нашето македонско ВМРО. Као сега што прават удбашиве и внуците и синовите на удбашиве со денешна Македонија. Тие се врховисти исто, само удбаши. Со оглед на тоа што се вклучувате во црвена линија, дали ви се чини дека со пресликување на Преспанскиот договор ќе има конечно решение за внес? Ќе има делумно решение, тоа е еден од начините да се откочи процесот. Тогаш ќе паднат во вода и рамката
и сите бугарски барања, затоа што кога ќе влеземе во Европска унија, ќе биде, не ќе има сврха тоа што го бараат бугарите. Ќе влезат тогаш во уставот, ние во Европска унија и ќе престанат историските муавети и препукувања со Бугарија, jer ќе нема цел. Значи, тоа е едно елегантно решение на Мицкоски, што ја извади дволичноста на Европската унија на површина. Вие го направивте договорот, Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Сега уште едно подсетување, секако дека секој оној кој што не успеа да се вклучи во оваа дискусија, телефонски се разбира, и по завршувањето на црвена линија можете активно учество преку коментари и споделувања, секако да направите преку нашите профили на Facebook Црвена линија профилот и секако профилот на Телма телевизија, а задолжително за следете на Инстаграм. Оние кои што не следат вака одговорија на денешното прашање. Време ли е за решение без уцени и условувања? Со да одговорија 85%, со не одговорија 15%. Сега ќе ги погледнеме рекламите, потоа се враќаме во студијата на Црвена линија. Јас само ќе ви се заблагодарам за учеството во Црвена линија и како велат од другата страна, малку избунувачки за оние кои што снимаат, дека, како рекоа, две женски има. Јас имам Снежа, како ти е во Црвена линија? Црвено и забавно. Црвено и забавно. Сега ќе те пресликаме како договор, како нешто конкретно, во нешто што, како никој што не е, тоа се Ката и Нинат, а ќе се отсликаме од Црвена линија.